Јавниот превоз во Скопје е една од клучните слабости на градот. ДПМН и Арсовска ветуваа нови еколошки автобуси, бесплатен јавен превоз и ред во јавниот сообраќај. Денес нема нови автобуси, а постојните се стари, нечисти, доцнат премногу, а некогаш и не доаѓаат воопшто. Дел од приградските линии се укинати или нередовни. Градскиот јавен транспорт е крајно небезбеден и во колапс. Решавањето на јавниот превоз не смее да доцни ни ден повеќе. Тоа е услов за квалитетен живот на сите кои живеат во Скопје. И на тие што се возат, и на тие што не се возат. На сите ни треба помалку метеж, добро поврзани општини, побрз, безбеден и одржлив јавен транспорт. Транспорт кој не ги труе граѓаните на Скопје. Решението за ова постои, а јас заедно со градот ќе го реализирам. Како градоначалничка на Скопје, итно ќе започнам со реализација на проектот БРТ, кој ќе обезбеди нова модерна мрежа на урбаниот транспорт во Скопје, преку коридори кои се резервирани само за автобуси. Проектот вклучува и набавка на нови еколошки автобуси и ревитализација на 2 депоа за автобусите. За ова одамна се обезбедени 40 милиони евро од Европската банка за обнова и развој. Нема веќе чекање и одлагање. Со силна одлучност, заради потребата на секој граѓанин на Скопје, гарантирам дека до средината на 28 година скопјани од Ѓорче Петров преку центар до Ново Лисичево аеродром ќе се возат со првата линија на БРТ системот за само половина час, брзо и навреме, без доцнење, без гужви, безбедно. БРТ обезбедува линија од 13 километри во една насока, со 21 автобуска станица и 2 терминали, со 29 автобуси за неверојатен број од 65.000 патници на ден. Ќе работиме и на втората линија север-југ, но и на набавка на нови еколошки автобуси за останатите сообраќајни линии низ Скопје, со што постојните стари и неефикасни автобуси ќе бидат целосно заменети. БРТ е решението позади кое стојам и кое драстично ќе ја подобри состојбата со автобускиот превоз во Скопје. Ќе почнеме веднаш за Скопје и скопјани.